3-годишно дете е оставено на семејство кое го тренира за коцкар. Со вакви обвинувања денес преку ТВ Стар излезе таткото на детето, откако на интернет се појавија фотографија од неговата ќерка седната пред коцкарски апарат. Случајот за негрижа кон неговата ќерка Серафимов го пријавил во сите надлежни институции, но досега реакција немало од никаде. Што е однесено облажувалница и сликано, што е законски кривично дело. Малолетник по 18 години не сме да се на облажувалница или казино. Дополнително, таткото обвинува дека неговата ќерка не добива ниту соодветна здравствена грижа. Него носат редовно на прегледи ако треба на педијатар, да речеме, или општо. То се има проблеми на очно да го носам 3 пати без зубот и тоа у недела дена, кои не работат докторите среќу што го примаат. Не го задržуваат, значи не го носат кај матичната редовно, значи треба ја да притиснам за да го однесат детето на доктор. По разводот со сопругата, детето на Серафимов веќе 1,5 година живее во Свети Николско со неговата мајка. По жалба, Основниот суд детето му го доделува нему, но апелација предметот повторно го враќа на разгледување. Вината за ова Серафимов ја префрла во центрите за социјална грижа, кои документите за здравствената состојба на мајката не ги доставил на време. Апелација одлучила, пошто девек не било навремено поднесено документацијата за одвештачењето. Не било благовремено, на припрено рочите, него отпосле било. Она со биполарно пореметување, а и центарот тука по службена должност ги нема доставено документите за неа дека она си има биполарно пореметување. Од друга страна, од Центарот за социјални грижи Штип информираат дека работата од нивна страна е завршена навреме и професионално. По разводот на сопружниците, мајката се враќа во Свети Николско и надлежен за неа е тамошниот центар. Врз основа на сите расположиви документи, тамошниот центар донесува одлука дека таа е способна да се грижи за своето дете и истата ја доставува до нас, а ние до судот. Објаснуваат од центарот. Во меѓувреме, таткото има право на повремени средби со детето и одреден број денови за годишен одмор. Но тој е категоричен дека со сите сили ќе се бори за детето да биде постојано со него.